Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите, изминатиот месец сме сведоци на една огромна криминална афера која ги тресе темелите на важни државни институции и ја доведува под прашање уште повеќе од досега довербата на граѓаните во нас, политичарите и во сопствената држава. Јас јавно, уште на самите почетоци на така наречената афера Рекет, го кажав својот став дека сум разочаран од тоа што го слушнав и повикав на брза и темелна истрага. Наместо тоа, надлежните отидоа на годишен одмор, како да се работи за редовна состојба и за рутински предмет, а не е така. Аудио и видео снимките, кои се споделуваат на медиумите изминативе денови, предизвикуваат длабоко разочарување кај сите граѓани, а особено кај оние кои со години и под цена на постојани притисоци и закани од поранешната власт, протестираа секојдневно барајќи правда. Револтот кај граѓаните е огромен и сосема оправдан. И јас, како граѓанин, како човек, не како председател, сум разочаран што се изневерени и моите очекувања. И тоа најмногу од луѓето од кои очекувавме да се борат за правна држава. Свесен за мојата одговорност како председател на сите граѓани и мојата должност да ги штитам интересите на државата и незините граѓани, незиниот просперитет и безбедност, како и реализацијата на стратешките надворешно-политички цели, кон кои во изминативе 2 години забрзано се движиме НАТО и Европската Унија, барам од надлежните институции. Прво, ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата, почитувајќи го начелото на презумпција на невиност. Второ, доколку има докази да се поднесат обвиненија против сите инволвирани, без разлика дали се носители на јавни функции или не. Трето, освен кривично правната одговорност, доколку има друга, било каква поврзаност со случајот во смисла на давање на заштита на лицата под истрага, инсистирам и на политичка одговорност на политичарите, независно дали се од власта или од опозицијата. Во овој контекст е најдобро сите оние чии имиња се споменати, независно дали со основ или намерно само со цел да бидат дискредитирани, само иницијативно да дадат изјави пред надлежниот обвинител со цел да покажат дека пред законот и пред јавноста сме сите исти. Јавноста има право да ги знае нашите ставови, дури и ако се работи за најневеројатни конструкции и шпекулации произведени со нечесни намери. Длабоко верувам дека ние политичарите сме со поголема одговорност од другите граѓани, затоа и нашите евентуални противзаконити действија треба да бидат процесуирани со поголемо внимание и дури и построго казнувани во однос на другите граѓани. Во оваа смисла очекувам зголемен мониторинг и од вас, медиумите, и при тоа треба да ни биде помалку битно кој ги набавил или кој ги дистрибуирал снимките од тоа дали содржината на разговорите е вистинита или не. При тоа барам од медиумите, се разбира, без да се нарушува слободата на јавно информирање, внимателно да ги проверуваат информациите пласирани од различни страни, затоа што лажните вести немаат за цел да ја информираат македонската јавност, туку да ја подкопаат вербата на граѓаните во правдата и во државните институции. И четврто, како председател давам целосна поддршка на надлежните институции, а особено на обвинителството и судот, и ќе ги употребам сите уставни и законски овластувања за да ги заштитам од притисоци. Исто така, ќе ги употребам сите законски овластувања да ја заштитам националната безбедност од евентуалните обиди за нејзино нарушување, било од внатре, било од надвор. Почитувани граѓани, оваа тешка ситуација ја става на огромен тест правната држава, надлежните институции и сите нас, одговорните политичари. Ако надлежните правосудни органи ја истераат работата до крај, а повторувам, очекувам така да биде и никако поинаку, во тој случај ќе докажеме дека навистина функционира системот, а тоа е најдобриот начин да се врати довербата на граѓаните и на целокупната јавност во органите на прогонот. Во спротивно, ризикуваме нашите граѓани да ја загубат вербата во сите нас, политичарите, и во својата држава, но овој пат дефинитивно. Од оно што досега е јавно познато, за жал известно е дека во случајот се вмешани луѓе со различни профили.
Во неодамна објавените аудио снимки се слушаат гласови на бизнисмени, дури и на обвинителка, се споменуваат имиња на истакнати личности. Одговорност, повторувам, мора да има и по хоризонтална и по вертикална линија. Одговорност и казни мора да следат за сите чија вина ќе се докаже без разлика дали станува збор за обвинители, членови на политички партии, бизнисмени или политичари. Никој не смее да биде над законите во оваа земја. Ничија партиска или политичка припадност не смее да биде посилна од правдата. Оние кои тоа не го знаат или не го почитуваат, треба да им го отстапат своето место, оние кои тоа го знаат и го почитуваат. Почитувани граѓани, како што верував и јавно ја бранев институцијата СЈО во последните 4 години, и денес длабоко верувам дека институција која ќе се бори против високата корупција и криминалот на функционерите и е повеќе од потребна на нашата држава. Со својот минат труд, СЈО, не поединци, туку како институција, заедно со Преспанскиот договор, даде огромен придонес за ослободување од заробената држава и за наше приближување кон НАТО и Европската Унија. Сите досегашни истраги на СЈО, сите изведени докази не можат да бидат прогласени за невалидни по дефиниција, па дури и ако се докаже дека некои обвинители работеле спротивно на законот. Евентуалната индивидуална одговорност на еден обвинител не може да го доведе во прашање огромниот труд на целото обвинителство и сите оние докази кои се изведени во законска процедура. СЈО позиционирано внатре во системот на редовното јавно обвинителство треба да продолжи да ги истражува криминалите на претходната власт, но и криминалите на актуелната власт и на било која власт во иднина. Нема правна држава ако власта ги гони само криминалците на претходната власт, а не и криминалците во своите редови. Почитувани, не се сите обвинители во СЈО и во редовното обвинителство корумпирани. Не се сите судии корумпирани. Најголемиот дел од обвинителите и судиите се доблесни професионалци со интегритет. Во оваа држава имаме доволно честни и способни луѓе со образ. Меѓутоа, тука главната улога треба да ја одиграат политичарите и во тоа ја гледам направената кардинална грешка. Генерации политичари пропуштија многу одамна да создадат амбиент во кој честните и професионални кадри во судско-обвинителниот систем ќе си ја вршат работата без притисоци од страна, а корумпираните ќе се соочат со правдата. Меѓутоа, не е предоцна и денес, час поскоро, ние тоа да почнеме да го правиме. Сите политичари не се исти. Ние ја добивме довербата на граѓаните со тврдењето дека не сме исти со претходните, но тоа мора секој ден практично да го докажуваме. Во оваа смисла, јас имам цврста намера да го дадам својот придонес без остаток. Благодарам. Ви благодарам, председателе. Колеги, доколку има прашања, да почнеме. Кате? Благодарам. Господине Пендаровски, во своето прво обраќање споменавте дека сте разочарани од тоа што некои надлежни отишле на одмор, на кој точно мислевте, односно дали само на обвинителите, а не и на владата, и дали овие пораки или претходно сте се слушнале со премиерот Зоран Заев за да му ја пренесете вашата загриженост и вашите барања со повик за одговорност? Мислев на судско-обвинителските делови од системот кои се надлежни за овој случај. Не мислев на политичарите, бидејќи тие очигледно не се надлежни. Јас не сум надлежен за овој случај, значи апелирам на оние кои се надлежни во оваа фаза на тој случај, тоа се првични истражни действија, да ги остават колективните одмори на страна и да ја почнат својата работа. Знаете, да направам паралела со тоа што парламентот, владата или кабинетот на председателот го прави секоја година. Сите ние имаме така наречени колективни одмори. После 2 август обично, и кога не работи парламентот, ќе работи повторно од 26 август натаму, не работи и дел од владата и дел од кабинетот на председателот. Меѓутоа, ако има потреба, веднаш се состануваат. Во уставот стои парламентот заседава постојано. Ако има потреба, веднаш истата вечер се собираат сите 120 пратеници. Тоа мора да важи и за нив, и за обвинителите, и евентуално и за судиите. Че не смееме да си дозволиме, кога имаме ваква голема афера, ние да тераме годишен одмор како да е редовна состојбата, а не е редовна состојбата. Знаеме сите. Не сум се чул ниту со Заев, ниту со било кој друг
од министрите во владата, бидејќи сметам дека нема потреба овој период. Затоа јавно на овој начин преку вас апелирам до тие што се надлежни, повторувам, судско-обвинителските органи да почнат да ја работат својата работа, не само тие ќе речат дека почнале. Мора побрзо да ја тераат таа работа. Не можеме да чекаме ние со месеци и месеци, бидејќи станува збор за многу крупен влог од она што е моја надлежност како председател на државата. Можеме да ви кажам дека и од аспект на евроатлантските интеграции ние мораме брзо да ја расчистуваме таа афера. Може би во однос на НАТО не, бидејќи таму сме во завршните фази од процедурата, но во однос на Европската унија не смееме да оставиме ни најмал сомнеж, ни тука една единствена земја членка на ЕУ дека ние не сме подготвени да расчистиме и вакви случаи. Дали председателот може би планира да свика седница на Советот за национална безбедност? Јас за сега не, да одговорам веднаш на вашето прашање, за сега не, затоа што сите информации кои ги добивам од надлежните органи, кои се под моја надлежност и оние кои не се под моја директна надлежност, а ме информираат, таква опасност, значи по интегритетот, суверенитетот не постои во овој момент. Индикаторите кои ги имаме, значи кои ги означуваат трендовите, исто така не кажуваат дека наскоро може да има влошување на безбедносната состојба во таков обем да мора да се свика тој Совет за безбедност. Меѓутоа ве уверувам дека 24/7 ги следиме сите тие работи, надлежните органи ги следат и ги информираат сите нивни предпоставени, да кажам, и во државниот врв. И јасно е ако такво нешто постои дека ќе се свикаме веднаш. Нема да одиме на колективен одмор. Че повели? Очигледно е дека прво обвинетиот Бојан Јовановски во случајот Рекет е близок со политичката партија која вас ве кандидираше за председател. Дали некогаш пред кампањата, за време на кампањата и откако сте председател, сте се сретнале со господинот Јовановски? Со господинот Јовановски се имам сретнато 2 пати во животот. Првиот пат 2015 година во така наречениот камп на слободата, кај што беа шаторите поставени пред владата, на едно кратко запознавање и претпоставам и фотографија како што правевме со сите добронамерници и граѓани во тоа време кои поминуваа во тој камп на слободата. И вториот пат се имам сретнато на кратко кога бев за прв пат во телевизијата да дадам интервју по еден значаен за мене повод. Мојот стар пријател Кабранов после 9 години прв пат се врати на екраните по затварањето на една телевизија и ме повика на интервју како национален координатор за НАТО. Тоа беше 4 април минатата година и ме запозна, Кабранов ме запозна со сопстеникот или како да го наречам менаџерот на таа телевизија. Тоа беше средба од 5-10 минути и тоа е се. Дали сте разочарани од специјалната обвинителка Катица Јанева, на која безусловно и дававте поддршка, дали таа ги изневери вашите очекувања и дали целиот во овој случај ќе влие на евроинтегративните процеси? Без да од оваа позиција секогаш кога коментира може да се свати како политички притисок врз она што истражните органи треба да го работат. Меѓутоа сега ќе ви одговорам како човек со оглед на тоа што до сега го знаем. Да, разочаран сум. А за евроинтегративните процеси ви реков, значи ние сме во завршните фази од интеграцијата во НАТО. Постои една мала теоретска можност сега за сега да не ја завршиме целата работа до 4 декември до Лондонскиот самит, затоа што Шпанија во моментов нема влада, се бори со месеци да направи влада и последните обиди во таа смисла Санчес ги направи, како мандатар ги направи кон крајот на септември. Ако не успее, до сега има 2 рунди неуспешни, ако не успее, тие закажуваат избори во следни вонредни повторно во ноември и теоретски не може да стигнат до 4 да го ратификуваат нашиот пристапен протокол. Меѓутоа тоа е единствено од ова што знаеме. Се друго е практично влезено на шини и ќе се заврши пред 4, но знаете и сами, постојат земји членки на Европската унија кои години назад го имаат тој став. Не се против Северна Македонија, меѓутоа се против проширувањето во принцип. И ние не смееме преку вакви случаи, преку инертност или непостапување на државните надлежни органи да им дадеме и најмал повод да размислуваат во таа насока. До овој момент јас немам таков цврст индикатор. Сабајлево разговарав со некои од моите пријатели во Брисел. Тие ме уверуваа дека иако си и тие на колективен одмор, меѓутоа кај нив ситуацијата не е ургентна како кај нас, ме уверуваа дека до сега нема битна промена на расположението во главните градови кои решаваат за интеграциите. Меѓутоа ние не смееме, повторувам, да им дадеме и најмала шанса да помислат поинаку. Дали гледате, како го толкувате податокот што овој случај стана орудие во препукувањата меѓу европската крајна десница и левицата? Како се случи тоа? Дали нешто читате меѓу редови и како ги толкувате реакциите во регионот, главно во Србија, од медиумите и од властите кои го ставаат и премиерот Заев во конотација, чекаат многу брзо паѓање на владата и така натаму?
Па, морам да ви кажам дека наназад неколку години се случуваат вакви ситуации во различни европски држави, особено во посткомунистичките, во кои еден случај не се фабрикува, меѓутоа еден случај кој има доволно широки и длабоки пропорции се користи за политички цели. Значи, крајната десница или популистите или евроскептиците или како год да ги наречете во Европа, се разбира дека користат секаков повод да ја наметнат својата агенда. Нам може таа агенда да не се допаѓа, ама е легитимна. Значи, мене не ме вознемирува и не мислам дека ова се прави само со Северна Македонија и со нашите аспирации да влеземе во НАТО и во Европската Унија, се случувало и ќе се случува, и тоа не за жал. Тоа е политиката. Едни имаат проевропска агенда, други имаат антиевропска агенда, че не гледам нешто многу специфично во таа смисла. Се разбира дел од антиевропските сили, не зборам на ниво на држави, зборам на ниво на дел од политичките структури на власти во опозиција, постојат и на Западниот Балкан, тоа не е спорно. И тие се тераа својата работа. Нашата задача е на еврофилите да не им дадеме повод. И во конечна инстанца да не победат во таа битка, бидејќи јас, како дел од таа структура која мисли дека Европската Унија е добра шанса за развој на земјата, мислам дека ние треба оваа агенда да ја наметнеме до крај, ама навистина до крај, без остаток. Инаку се друго ќе биде замајување. Ние можеме да зборуваме за козметички преправки на нашиот општествено-политички и економски систем, а меѓутоа тоа во Брисел ќе го препознаат и нема да не повикаат. Сосема независно што прават европските десничари. Миле, повели. Председателе, после аферава која и вие ја нарековте тежок криминал, ве прашувам повеќе аналитички, колку е можно да падне владата на Зоран Заев во следниот период? Па не можеме ти одговорам аналитички. Ја едно време бев аналитичар, сега сум во друга позиција. Не би можел да шпекулирам на таа тема. Да, сум аналитичар, кој ќе дадам кај тебе на емисија, ќе збориме до утре за тоа. Како председател ве прашувам сега. Тоа е работа на луѓето кои предводат владата и политичките партии кои составуваат, кои сочинуваат владата. Нивната политичка проценка е најбитна, по уставот е јасно, кој има 61 глас, 67 подпис со 120 пратеници, тој е на власт. Ако сакаат да одат на предвремени избори, повторно 61 го распуштаат собранието, тоа што не ги знам какви се нивните планови и не ги прашувам од оваа позиција, не смеам ни да ги прашувам. Мислам, ако ме прашувате се од позиција на председател кој се грижи и за евроатлантските интеграции, конечно и тоа му е надлежност, мислам дека минимум додека не ги затвориме овие до крајот на годината битни прашања, не би требало да одиме на предвремени избори. Тоа е мој печ од аспект на евроатлантски интеграции. Че сакам да ја видам Северна Македонија комплетно интегрирана во НАТО и со почнати преговори со Европската Унија. И ако сакате до крај да бидам искрен, мислам дека тоа е исто така од интерес за државата. Не би одел, меѓутоа тоа не е моја работа, не би одел со предвремени избори и пред да направиме попис, кој ни е преку потребен за да имаме било каква фундирана развојна политика во сите клучни области. Председателя, дали ќе следува уште едно изведување до Италија после изјавата Facebook статусот на вашата советничка Ана Чупевска во врска со квалификациите клептофашисти за двајца италијански политичари? Ја мислам дека го познаваме изворот на таа вест и знаеме дека многу добро знае дека Ана Чупевска не е мој советник, ни близок, ни подалечен, просто не е со никаков статус на советник, и тоа он има своја лична политичка агенда да ги наметнува таквите лажни вести. Значи, повторувам, господјата Чупевска нема никаква релација со овој кабинет во смисла на советување или во смисла на било какво помагање и не е инволвирана во ниту еден проект каде што кабинетот на председателот е носител. Должам, независно од тоа, должам да се произнесам во однос на ставовите кои ги чув во тој пост. Значи, кусо и јасно. За мене Салвини не е фашист. За мене Салвини е демократски избран политичар во една демократска држава, Република Италија, која е еден од најголемите пријатели на Република Северна Македонија во нашите обиди дефинитивно да станеме дел од евроатлантските интеграции. Ова не е поддршка ни на десницата, ни на левицата, ова е само почит кон луѓето кои живеат во таа земја и кои имаат потполно право на демократски начин да се ги изберат своите политички репрезенти. Совршено не ме интересира политичкиот светоглед на господинот Салвини. Мене ме интересира дали е избран, дали е политички репрезент избран на демократски начин и ако е тој избор на италијанскиот народ, јас морам да го почитувам. Исто како што од него и од било кој друг во светот не очекувам да каже Пендаровски не ме бендисува заради не знам кој негов став.
Председателе, как би се вашите сознанија, има ли шанси Македонија да добие датум за почеток на преговорите и колку ќе влие оваа афера? И уште едно прашање, до каде се преговорите околу една изборна единица за наредните избори? Не го чув второто. До каде се преговорите околу една изборна единица? Вие бевте иницијатор. Па сега за... Добро, ќе дојдам до тоа, не сум иницијатор, меѓутоа ја поддржам идејата да се разговара за промена на изборниот модел, ќе дојдам до тоа, меѓутоа за првото мислам дека доволно кажав. Во овој момент, од оние информации кои јас ги имам од Европската унија, од Европската комисија, нема промена во ниту една земја членка во насока да го ревидира својот став, а знаете дека одложувањето во јуни-јули беше од технички причини, заради германскиот Бундестаг кој од 27 до 29 септември треба да ја одржи таа сесија во која ќе ни даде зелено светло. Че нема промена. Меѓутоа, повторувам, ние мораме да думаме и на јогурт. Ние не смееме да се опуштиме. И помали афери од оваа се повод некои земји членки да кажат, бидејќи него сака проектот на проширување без претходно продлабочување на Европската унија, да кажат не ни треба овие од Западниот Балкан, не Македонија, било кој. Затоа мислам дека ние не требаме, ние имаме обврска да не им дадеме аргумент плюс во нивните такви политички настојувања. Јас сум еден од оние кои со години зборуваат дека е потребна промена на изборниот модел и без да навлегувам во детали, бидејќи од оваа позиција не ми е дозволено да бидам аналитичар, што би рекол Миле. Мојот став и порано и денес е дека е подобро да имате по-диверсификуван парламент, значи повеќе политички партии внатре, отколку помалку. Јас тврдам дека на долг рок, не преку ноќ, на долг рок, сигурно Република Северна Македонија ќе биде подемократска држава, ако повеќе политички субјекти влезат внатре, што значи дека повеќе граѓани ќе имаат свој репрезенти во законодавниот дом. Вака, знаете, со овој изборен модел, порано имавме и полоши од тој аспект изборни модели, имавме мнозински изборни модели во кои најголемите партии добиваат и плюс партеници и гласови, кои практично помалите политички субјекти не може да ги соберат во една истрана изборна единица за да имаат макар еден свој политички представник. Значи, неколку политички партии се обратија до мене, јас ги примив, разговаравме на таа тема, им дадов поддршка, се разбира, немам намера да иницирам јас како председател и промена на изборниот модел, меѓутоа сум подготвен да дадам поддршка во таа насока.